Ви благодарам, председателе. Почитувани колешки и колеги пратеници, јас ќе се обидам со едно образложение да се осврнам на следните два предлог закони. Значи, едниот е предлог закон за изменување на законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија. И следната точка е предлог на закон за изменување на законот за пратеници, и двата во прво читање. Ова е последица на нашата интенција да отвориме дебата, популарно речено, за намалување на патните трошоци. Ова е тема која долго време се врти во јавноста. Ова е тема за која долго време, основано или неосновано, се напаѓани пратениците, кои се најмалку виновни. И ова е тема за која што, да бидеме искрени, започнавме или се обидовме да иницираме расправа уште во септември 2015 година, кога СДСМ на 1 септември, се сеќавате, влезе во ова собрание како опозиција со цел да се подготват сите оние законски услови за избори кои се одржаа во декември 2016 година, и едно од првите барања моje лично беше, меѓутоа и на тогашната пратеничка група, до парламентарниот институт, како се регулирани трошоците за превоз и престој на пратениците во земјите од Европска Унија и во земјите од нашето окружување. Врз основа на тоа добивме од парламентарниот институт еден компаративен преглед, значи за надоместоци на пратениците во избрани земји од Европската Унија и Југоисточна Европа, кој ни послужи да направиме една сеопфатна компаративна анализа. Интенцијата беше да се намалат трошоците за престој и превоз на пратениците кои се од внатрешноста на Република Македонија. Значи, искрените намери започнаа уште во втората половина на 2016 година. Тогашното парламентарно мнозинство на ВМРО ДПМНЕ воопшто не беше расположено да дискутираме за овие теми. И во ноември 2016 година ова прашање стана програмска определба во изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Стана дел и од програмата на реформската влада, дека ќе се бара или ќе се обидеме да најдеме начин да се ревидира начинот на исплата, пресметката и регулирањето на популарно наречено патни трошоци, или, ако сме доследни до терминологијата, тоа се надоместоците за пратениците кои престојуваат или патуваат од внатрешноста на Република Македонија. Имајќи ги во предвид нашите заложби за намалување на трошоците од државниот буџет, за постигнување на одредени заштеди на буџетските финансиски средства и спречување на евентуални злоупотреби во трошењето на народните пари, имајќи ги во предвид актуелните проблеми, недоречености и недостатоци во дел од законските и подзаконските одредби што ги регулираат прашањата за патните трошоци, односно за надоместокот за трошоците за превоз и престој на пратениците и други избрани именувани лица, имајќи ги во предвид надлежноста на председателот на Собранието на Република Македонија и подпредседателите на Собранието за прашањата што се однесуваат на правата и условите за работа на пратениците, имајќи ги во предвид нашите заложби за непречено, ефикасно и економично работење на Собранието, без да биде доведено во прашање било кога неговата функционалност и редовност визави позитивните уставни и законски одредби, имајќи ги во предвид нашите заложби за инклузивност на сите заинтересирани и засегнати страни во изработката на заеднички решења по пат на меѓусебно усогласување и консензуално донесување на одлуките од страна на сите пратенички групи, имајќи ги во предвид нашите заложби за јавна и транспарентна дебата на сите релевантни институции и поединци околу прашањата што се во интерес на пошироката јавност,
Имајќи ги во предвид овие компаративни искуства и позитивни практики од другите држави во регионот и пошироко, како и имајќи ги во предвид свесноста за актуелните економски и финансиски состојби, како и животниот стандард на граѓаните во државата, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ги поднесува овие два предлог закони во редовна процедура како основа за отворање на дебата. Значи, прв пат тоа се обидовме да го направиме во јули, само месец и пол дена од новата влада, значи на 1 јуни беше избрана новата влада на Република Македонија, значи месец и пол дена по сеопфатна анализа предложивме неколку идеи. Јас како координатор на пратеничката група до моите колеги координатори на другите пратенички групи да започнат разговори околу можните опции за менување на начинот на регулирање на патните трошоци. Значи за изнаоѓање на поадекватни, посоодветни, посовремени начини кои ќе значат од една страна заштеда на буџетските средства на народните пари, а од друга страна зголемување на ефикасноста во работата на собранието. Меѓутоа, цело време имаме во предвид и моменталната констелација на односите во собранието на Република Македонија визави тенкото парламентарно мнозинство. На 27 јули беа поднесени идеите. Јас морам да кажам дека од нашето доаѓање овде, ево од моето доаѓање, секогаш бевме убедувани дека овој начин на исплата, вака како што е сега, со 30% од цената на горивото по изминат километар и во зависност кој на кое растојање живее од собранието на Република Македонија, дека е најефтиниот и дека многу анализи биле правени во минатите години, меѓутоа до такви бројки и податоци не успеавме да дојдеме. И затоа поднесовме иницијатива да почнеме да разговараме. Затоа поднесовме неколку идеи кои требаше да бидат основа уште во јули минатата година за почеток на разговорите. Меѓутоа, фидбек немаше од другите пратенички групи, имаше други активности, други приоритети, дојде изборите, како и да е, ние на 1 декември до председателот на собранието, господинот Талат Џафери, доставивме конкретна иницијатива со која го замоливме да се обрати до парламентарниот институт, затоа што, повторувам, правата на пратениците и условите за работа се во надлежност на председателот и на подпредседателите на собранието, да се обрати до парламентарниот институт уште еднаш да се видат кои се најсоодветните решења или кое решење би било најсоодветно од понудените идеи, а се сеќава јавноста, тогаш беа во прашање или регулирање со службени станови за време на трајање на претеничкиот мандат, меѓутоа со предвидливост на одржување на собраниските седници и со строго почитување на деловникот, или со хотелско сместување во однос на избор на тендер, или со пари за кирија до одредена вредност, или со усовршување на постоечкиот модел со надомест на патните трошоци, меѓутоа со спречување на злоупотреби. Значи, се она што како податок и како компаративна анализа го видовме од земите во нашето обкружување. Значи, да бидам конкретен, Бугарија, Романија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, Грција, Унгарија, Германија, Австрија и така натаму и така натаму. Како резултат на тоа, ние се одлучивме дебатата да се отвори. И за прв пат всушност, за прв пат собранието на иницијатива на пратеничката група на СДСМ и коалицијата расправа за ова прашање. За прв пат се поднесува конкретна иницијатива, затоа што пратеничката група, која целосно стои зад овие предлог закони, се убедени или сме убедени дека постоечкиот начин не е најсоодветен и дека треба да доживее дерегулација, односно да биде сменет со посоодветен. За таа цел, како основа
за понатамошната дебата, ние како пратеничка група поднесуваме во оваа фаза два предлог закони. Еден е закон за минување на законот за платите на избрани минувани функционери, а друг е предлог закон за изменување на законот за пратениците. Зошто двата? Затоа што пратениците со донесување на законот за пратеници подоцна се всушност извадени од законот за плати, кој тога се викаше закон за плати на пратениците и други именувани избрани лица во Република Македонија. И предлагаме основа за дебатата, односно за разговорите, односно за расправата, да биде нашиот предлог наместо 30% од цената на горивото по изминат километар да стои максимум до 20%. Значи, тоа се всушност основите на почетокот на дебатата, што треба да предизвика фактички еден сет на предлози од сите пратенички групи. И ние искрено се надеваме дека во оваа дебата ќе се вклучи и опозицијата, затоа што и опозицијата, барем вербално, изрази подготвеност дека ќе се сложи со предлозите со кои што ќе се сложи парламентарното мнозинство. Ние и во самото парламентарно мнозинство немавме дискусија до сега, меѓутоа сега дискусијата започна. Имаше комисија за политички систем, имаше комисија за финансии, значи за прв пат се случува една дебата, еден разговор кој всушност треба да ја отслика нашата искрена намера. Прво, да се намалат високите трошоци, односно надоместоци за престој и превоз на пратениците од натрешноста, и второ, да се избере метод, начин на регулирање кој ќе ги спречи злоупотребите, кои всушност се најголемата досега предпоставка, како предпоставка, а веќе гледаме дека од соодветни институции има и истрага за злоупотреби на народните пари во смисол на трошење на овие патни трошоци, да се спречат евентуалните злоупотреби со начинот на поинакво регулирање. Заради тоа, очекуваме дека за овие предлози ќе добијаме поддршка од сите пратенички групи во собранието и заеднички ќе ги усвоиме овие решенја, имајќи во предвид дека компаративните искуства ни се добра основа од другите држави, да сме сигурни дека сме направили од пат низ една широка дебата, да го изнајдеме вистинскиот начин, предлозите што како пратеничка група ги доставуваме всушност првични, наместо 30%, повторувам, од цената на гориво по изминат километар, максимум да е 20% како основа, интенцијата е подоцна по усвојување на ваквиот предлог со одлука на Комисијата за избор и именувања, со која што се регулира начинот на исплата, таа вредност за пратениците да изнесува 15% и плаќањето да не е во кеш, туку да е со кредитна или со дебитна картичка, и при тоа, освен фискалните сметки, како доказ за лична наплата, да се даваат слиповите, односно потврдите од плаќањето безготовинско со кредитна или дебитна картичка. Тоа е начинот на кој што пратеникот ќе докаже дека лично ја платил сметката, бил на наплатна рампа, а да не зборуваме дека има и други методи, малку по-софистицирани, технолошки, кои секако може да придонесат кон регулирање на едно соодветно решение. Значи, овие предлози што ги даваме како пратеничка група, можеме да ги третираме и како краткорочно решение, меѓутоа отворени сме и за понатамошни анализи, дискусии и предлози, што всушност ќе значат и долгорочно решавање на ова прашање. Затоа, во име на пратеничката група на СДСМ и коалицијата, јас, иако е опозицијата отсутна, ги молам сите пратеници да земат активно учество во оваа дебата и со конструктивни предлози, прво да ги прифатиме овие предлог измени на закони како основа, а подоцна да преминиме и на конкретни решенја кои ќе значат
и долгорочно и краткорочно решавање на овој актуелен проблем. Ви благодарам.